Завршија првите вести во 8 часот и како што најавивме пред вестите, тема аерозагадување во фокусот во овој втор дел од утринската програма на вашиот јавен сервис. Доколку ја отворите апликацијата ЕРК, ќе забележите дека според вредностите во Скопје и денеска тешко се диша. Дали е така? Проверуваме директно на улица од колешката Симона Илиеска, која што ни носи информации токму за аерозагадувањето. Вредностите повисоки и ова утро. Симона, добро утро. По втор пат, каков е впечатокот на улица? Добро утро по втор пат, Кристина. Токму така, овој пат фокус на нашето вклучување ќе биде аерозагадувањето, но она што сакам веднаш да го кажам е дека за разлика од првото вклучување во утринската програма денеска, односно за разлика од еден час, има малку промена во вредностите на аерозагадувањето на мобилната апликација во однос на PM2,5 частичките, затоа што на нашето прво вклучување во 7 часот беа означени со црвено, односно со голем ризик доколку активностите на отворено се подолго. Не е нешто многу променето, се разбира, меѓутоа во овој момент тоа е со портокалова боја, односно средно, што значи дека ето тој еден час веројатно помогнал колку толку малку да се расчисти воздухот во Скопје, но секако се уште е нагласено јасно дека воздухот има достигнато високо ниво на штетност, односно на загадување, и штетен е за здравјето кај чувствителните групи, а доколку и здравите лица почувствуваат потешко дишење, иритација на грлото, секако треба веднаш да се засолнат на затворено, односно да ги прекинат активностите надвор. Ваква е ситуацијата на терен. Од она што јас можам да го кажам е дека можеби и сонцето малку поинако влијае, додека за разлика од првото вклучување, односно потопло време, нема магла, а и пократко сме надвор пред да го реализираме ова јавување, па би рекла дека има аерозагадување, се чувствува, но некако пред еден час. Секако треба да се внимава и треба да се следат препораките со цел да го заштитиме собственото здравје. Инаку на оваа тема, аерозагадување, требаше да се вклучиме од клиниката за пулмологија и да разговараме со пулмолог за тоа колку е зголемен обемот на работа на оваа клиника во овој период од годината, со оглед на тоа што навистина има последици кај голем дел од граѓаните, меѓутоа од оправдани причини тоа вклучување не го реализираме, па информациите од што ги добив од докторите таму се дека секако има влијание аерозагадувањето и врз нивниот обем на работа и секако дека граѓаните се повеќе го чувствуваат данокот што го зема загадениот воздух. Исто така на оваа тема има информации кои што доаѓаат и од првиот вице-премиер и министар за животна средина и просторно планирање Изет Меджити, кој што ја представи планската програма за почист воздух во време трајање од 2024 до 2030 година, со што потенцираше дека во програмскиот пакет опфатени ќе бидат главните области кои влијаат на квалитетот на воздухот, а тоа се енергетиката, индустријата, транспортот, земјоделството и шумарството. Ова се решенија кои што ќе видиме дали ќе се применат и во пракса со цел да имаме почист воздух сите ние, а и потенцираше дека ова е заедничка борба во која што треба сите да учествуваме и посовесно да се пристапува кон истата со оглед на тоа што веќе станува и сериозно колкав период од годината всушност ние дишаме нечист воздух, односно со огромни количини на PM2,5 честички и PM10 честички. Ова се информациите кои што во моментов ги имам на тема аерозагадување. Секако, Кристина, верувам дека вие во студио ќе проширите темата и ќе продолжите да зборувате на истата, па тука се одјавувам од ова вклучување. Ти ни даде совршен вовед за почеток на темата. Благодарам, Симона, за информациите. Не за увоз на користени возила постари од 10 години под Евро 5 стандард. Ова е барањето на 10 еколошки организации кои го адресира и го предадоа до владата се со цел намалување на аерозагадувањето. Во меѓувреме и неколку барања до Советот на град Скопје за одлуки кои би помогнале да се реши проблемот со загадениот скопски воздух. За сите ова наредниве минути разговараме со Татјана Стојановска од УДВ иницијативата. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, драго ми е што сум тука. Можеме малце подетално да ги разгледаме моменталните активности кои што ги превземаме со давање на соодветни барања до институциите.
Ке почнам од првата која што дигна малци поголема прашина, бидејќи начално тоа е еден вид на економска мерка која што пропагираше владата со намалување на ДДВ-то и на таксата за емисија на јаглерен моноксид, со кое што би се овозможило поевтинување на стари возила. Тука одма се поставува прашањето при една ваква мерка која што економски многу ги засега граѓаните и наоѓаат дека е добро да може да купат поевтино возило, што со загадениот воздух. Возила имаме доволно, возила имаме како загадувач се појавуваат во многу голем процент, иако се тврди дека има и други загадувачи, факт дека има и други загадувачи, но не смееме да го заборавиме загадувањето од сообраќајот. Видовме тоа за ковидот, се покажа како апсолутно дека реално се намали, така што летните месеци загадување постои исто така, кога на пример еве начинот на грејење кој што го посачуваме како главен чинител, го немаме. Значи, постојат повеќе чинители. Се решивме на овој начин, реакција само на оваа одлука, затоа што сметаме дека мора да ги ангажираме сите чинители. Значи, да ги ангажираме и граѓаните, дека мора да размислуваат дека загадувањето на воздухот потекнува од нас. Убава е како економска мерка, нели, како еколошка е катастрофа. Ако ние дозволиме увоз повторно на возила, да се вратиме чекор назад на пониски стандарди на Евро 3 или Евро 4. Значи, мораме, барањето за забрана е токму заради тоа да се иницира и да се овозможи увоз на возила кои што имаат стандарди кои што задоволуваат во рамките на емисијата на штетни издувни гасови. Барањето го упативме значи не само за увоз на старите возила, туку исто така и во однос на новите возила да не бидат под Евро 6 стандард, токму од еколошки аспект. И се надеваме дека владата ќе има разбирање во овој поглед, бидејќи и во други земји од нашето соседство такви мерки се имплементирани. Босна и Херцеговина, која што има многу по-ниска минимална плата од нас, има веќе имплементирана оваа мерка. Црна Гора, Албанија, значи не измислуваме топла вода, него учествуваме на ист начин како и сите други земји на Балканот кои што се соочуваат со проблемот на загадувањето, да ги превземаме тие мерки кои што сметаат дека се адекватни. Ова беше до владата стрикно извадено, бидејќи бевме свесни дека ќе работи таа планска програма, но веќе беше најавена мерката за намалување на давачките. Моравме да дадеме една сугестија и барање дека во таквото намалување мора да се земе во предвид моментот на загадувањето на воздухот од сообраќајниците. Мора да нагласиме, можеби тоа како процент општо не е големо, но ако се задржите на местата каде што се нели покрај поголемите улици, односно на раскрсници, тоа знае да биде и до 1/3 од вкупното загадување на воздухот. Па добро, ова како процент не е големо, тоа како процент не е големо, граѓаните веќе се уморни од итањето по големите проценти. Најверојатно треба да почнеме од малите за да конечно видиме опипливи резултати на терен. Има повратни информации од институциите на оваа иницијатива, кои се првичните реакции? Немаме повратни информации во однос на барањето, немаме повратни информации, не знам, се надевам дека владата ќе одговори како и да мисли и кои се и да се нивните образложенија зошто оваа мерка или не би се применила. Да се може да се дискутира нормално, да се секако. Имавме реакција од граѓани доста. Граѓаните мора да разберат дека ако сакаме чист воздух, не е жртвувањето само на институциите, туку и наш. Значи не можеме да возиме ефтини возила кои што загадуваат и да бараме чист воздух. Мораме заедно да учествуваме во креирањето на почиста животна средина. И ова барање, морам да ви кажам една интересна информација. Не е прв пат нели овозможување на увоз на стари возила и сите се фаќаат на тоа дека ќе се обнови возниот парк, барем ќе се подигне нели просечната старост на возилата. Конкретно просечната старост на патничките возила континуирано се зголемува низ годиниве. Од 2003 до 2024 немаме ние намалување, има некоја одржлива 15 на години старост на патнички возила од 2003 до 2008 и потоа континуирано се зголемува да сега е околу 19 години. Увозот на стари возила сигурно нема да измени таа ситуација, напротив,
Сега не би сакала да сугерирам, но гледам дека и во програмата се предвидуваат некои мерки. Може да се предвиди субвенција, нели, за набавка на нови возила или возила со евро 5 и евро 6, стари возила, субвенција да се замени, нели, старо возило со помали вредности на еврото со нови, за да би се овозможила помало штетни емисии на издувните гасови. Во меѓувреме поднесовте и неколку барања до Советот на град Скопје. Велите потребни ни се идни одлуки кои што ќе одат во прилог на намалување на аерозагадувањето. Што конкретно ставивте на хартија? Значи, ние во разгледувањето на целокупната наша борба, до сега сватевме дека мора да го измениме пристапот и да ги активираме сите чинители во аерозагадувањето, меѓу кои што спаѓаат, нели, и граѓаните. За да се овозможи нивно активирање, мора да се постават соодветни забрани, барања и рокови за да можат да се изменат, нели, ситуациите, бидејќи како што рековме, тоа е еден интегрален проблем, имаме многу загадувачи, да почнеме да ги решаваме сите заедно, односно да им се даде можност на граѓаните да влијаат исто така на самото аерозагадување. Звучи, нели, малце строго, забрана, но начелно, ако вие дадете една директива дека не можете да се греете на мазут, нафта, кокс, јаглен и слично, и дека тоа треба да го измените до тогаш и тогаш, можете да го инициирате граѓанинот да започне да размислува за измена. Додека оставете, тоа треба да се смени, а не му давате никаков конкретен податок зошто и кога треба да го смени, нема да имаме реакција. Ке се задржам повторно, значи ги таргетиравме 7 конкретни барања се, кои што ги бараме од советниците од градоначалничката на град Скопје, да се донесат конкретни рокови за соодветни забрани или барања за замени. Прво, за начинот на грејење во домаќинствата и другите правни субјекти, односно забрана за грејење на нафта, лесни масла, јаглен, како што и ке наведов, да стапи таа забрана на сила од 1 октомври 2026 година во однос на домаќинствата, односно 1 октомври 2028 во однос на сите други објекти. Тоа би дало доволно време на домаќинствата, значи, иако е како забрана, имате еден период во кој што може да го изменат начинот на грејење со некој прифатлив. Секако корелацијата со владата може да остане, односно да се бараат соодветни аплицирања за инфраструктурни проекти до Министерството за животна средина од оваа програма за децентрализација на владата за замената со дали тоа ќе бидат палети, грејење со палети, топлински пумпи, инвертори и слично. Значи, овозможуваме еден период да таа замена се изврши, но после тоа да постои забрана за такво грејење. Ако ја дадете како забрана, ги инициирате граѓаните да размислат дека може да го извршат тоа. Во однос на домаќинствата што би останале да се греат, да кажеме, на дрва и дрвни продукти во Скопје, како и другите субјекти кои што би го користеле дрвото или за грејење или како енергенс, тоа се обично, нели, овие дрвни погони од дрвната индустрија, да се донесе одлука за поставување на филтри, да мора да оваа мерка за поставување на филтри бараме да се стапи на сила од 1 јануар 2027 за правните субјекти и домаќинствата во урбаните делови на градот, односно 1 јануари 2029 во руралните делови од градот. Трета мерка во однос на вакво загадување, кога честичките на PM2,5 и PM10 ги надминуваат оние гранични вредности од над 25 микрограми за метар кубен за 2,5, односно за 50 микрограми на метар кубен на PM10, да бидат измерени, ако бидат измерени на најмалку 2 мониторинг станици во Скопје, да се реагира со рестрикција на движење на возилата, да бидат само оние возила со зелена налепница, кои што се всушност и согласно законот за возила прогласени за возила од прва еколошка категорија. Тука ви спаѓаат секако возилата кои што имаат Евро 5 и повисоко. Оваа мерка бараме да стапи на сила исто така од 1 октомври 2026. Потоа забрана за користење на мазут, нафта, лесно масло, јаглен кокс, повторно сега за индустријските капацитети, производните погони, независно дали се тоа мали, средни и големи, дали се со или без елаборати за заштита на животна средина, дали имат Б интегрирана или А интегрирана дозвола. Ако се утврдува дека тоа не влијае на нивниот технолошки
екологички процес. Значи забрана за користење на тие енергенси и да се со помош на достапни техники да се увиди дали која е можноста за користење на газ или електрична енергија преку некои обновливи извори. Ова е малце подолгорочна мерка, бидејќи индустријските капацитети потешко може да се прилагодат. Ја оставаме да важи од 2030 година, со тоа што ако нема, а има можност за индустријските погони да користат гасовод, тогаш да се пријават до град Скопје до 1 јули 2025 за да биде во плане да се изработи проект да се донесе клучка и до нив. Систем на камери поставени, бараме, значи, од советниците, ова е пето барање, за систем од камери кои што ќе покријат Скопската котлина и ќе се врши мониторирање на сите можни палежи во рамките на Скопската котлина, со можност за брза и ефикасна реакција на пожарникарската служба, подкрепена заедно со локалните полициски единици. Исто така дополнително видеонадзор на оние веќе утврдени критични точки каде што често имаме палење на отпад на отворено. Значи поставувањето на камери е за да овозможи брзо детектирање и реагирање за истото и секако детектирање на виновниците и нивно казнување. Татјана, се извинувам што ве прекинувам. Бројни се барањето, но што ме интересира. Овие барања стигнаа до град Скопје. Каква е нивната реакција? Доставени. Се уште е рано, намерно овие барања сакавме да ги доставиме затоа што се моментално би требало веќе да се одржи седница за буџетот на град Скопје. Не верувам дека ќе имат големи финансиски импликации. Ова се барања за забрани, евентуално повеќето и финансиски импликации ги упатуваме до владата која што веќе има програми за помош. Па така што очекувам да бидат барем разгледувани во рамките на гласањето за буџетот. Владата и министерот за животна средина Изет Меджити во меѓувреме ја представија новата планска програма за почист воздух 2024-2030 година. Вклучува неколку мерки за намалување на аерозагадувањето и истите, како што спомна, ќе се надополнуваат во координација со граѓанските здруженија. Имате ли чувство дека по ова гласот на граѓаните почнува да се слуша? Да, сметам дека ова е една реакција. Кој што зборувате за овие барања, некако како да ви дава надеж дека ќе тргнат работите. Јас лично ја имам презентација, така мене ги разгледав некој доста од секако од предлозите се реални, сепак е тоа озбилна работа планската програма. Не е се уште нели допрецизирана, но веќе се наведени одговорни институции, наведени соодветни рокови. Предпоставувам дека како што и најавија ќе примаат сугестии од страна на граѓанските здруженија, бидејќи јас би додала малку повеќе во однос на урбанизмот. Имаат многу малку земјано и повторно земаат во урбанизмот разгледување на делови од начинот на греење, а не самиот проблем на градежната прашина, кој што исто така во летните месеци има удел од 40% во загадувањето, но тоа се мои забелешки или на нашата коалиција, на нашата иницијатива, кога би дошло до момент да соработуваме, секако дека би ги доставиле до нив, верувам дека се отворени. Може би за законот за индустријски емисии, кој што ми е предвиден, многу ми е драго, даваат предолг период од 2 години, кога веќе имаме драфт верзија на законот, но секако многу ми е драго дека оваа програма вака на овој начин донесена. Но морам да се согласам со Ване, го забележувам навистина ентузијазмот во вашиот говор од последната средба пред неколку недели во Македонија. Да, кога веќе постои програма, имаме на што да бараме од нив. Тоа значи дека не се откажувате. Минатата недела имавме протест против аерозагадувањето. Кои би биле следните чекори? Апсолутно. Добро е да има и соработка со институциите. Протестот беше само една најава, ние го поддржавме, но начално сакавме да одиме со конкретни барања и мерки. И многу ми е драго што ги изнудивме и преку една планска програма и која што по натамошното наше делување сепак ќе иде на повеќе на тоа да лобираме и кај советниците на град Скопје и кај министерот за животна средина и кај другите државни институции да овие мерки вака како што се скроени се финализираат, се специфицираат и да се работи на нив интензивно. И верувам дека немат баш за многу долг период. Министерот малку се оградува затоа што и нему секако му е новост да ги превземе мерките. Но многу брзо, ако делуваат како што сакаат, многу брзо ќе дојде до промена. И да бидеме реални и отворени, секоја мерка е апсолутно добродојдена и неопходна во моментов, но нема да даде и веднаш резултати. Ова е нешто за што треба навистина повеќе време, но добро е да го имаме на хартија и да почне да се спроведува. Секој чекор напред е добродојден.
знаете, кога ги имате наведено веќе институциите кои што можете да ги прозивате. Мислам да барате одговорност по Да, токму така. Да, се тоа е на Синџер, се една алка. Ми имавме утрово информација за тоа дека ќе се субвенционира купување на велосипеди. Министерот за транспорт Александар Николовски имал нели средба со Сдруженијето Go Green биди зелена, кои што се договорени неколку такви работи, меѓу кои се споменувани или на тој начин да се бориме против аерозагадувањето, но целта со оваа информација сега што ја пренесувам ми беше супер, ние можеме да имаме многу велосипедски патеки, ама да не се паркираме на нив со автомобили за да се граѓаните едноставно охрабрат да ги користат, бидејќи јас возам велосипед и многу пати ќе се обесхрабриш кога треба да се симнуваш од патеки, од тротоари, на улици, па може да знам што се случува многу често кај мене, така го гледам тоа. И свесноста сакам да кажам тука индивидуална и институционална мора да работи кај граѓаните. Видете, ако ние дадеме ваков потик за промена и имаме резултати во аерозагадувањето, јас верувам дека и самите граѓани секако дека сакаат да учествуваат во таква борба, да имаме чист воздух и да не завршуваме на пулмологија. Убаво кажавте на самиот почеток во однос на негативните коментари за мерката околу половните возила. Мора да бидеме сите свесни дека прстот го вперуваме кон институциите, но и ние како граѓани индивидуално имаме обврска да придонесеме во оваа борба и секој најверојатно мора да се откаже од нешто. Така. Или од постар автомобил или од возење секојдневно автомобил при завршување на некои мали работи. Не можеме да впериме прст само во еден виновник, да не се лажеме себе си. Има големи и помали, но сите сме загадувачи. Апсолутно и сите колективно учествуваме во оваа приказна. Благодарам вам на времето. Ајде да ги видиме искуствата и од Прилеп и Струмица, може? Да, како утрово во Струмица во однос на параметрите, кога доаѓа зима, голема е аерозагаденоста таму, но прво Прилеп, се извинувам, какви возила возат граѓаните и со која старост, колку постаро возило велат по големи дефекти и опасност од загадување. Каква е ситуацијата во Прилеп на оваа тема? Еве ни колешката Елизабета Митреска. Добро утро на оваа тема, втор пат во вклучувањето во утринската програма. Ние се обидовме да истражиме какви возила возат граѓаните и со која старост и нормално колку ги чини тоа. А од друга страна и стручните лица да кажат што значи тоа колку е постаро возилото. Според податоците што ги добивме кога истражувавме, 80% граѓаните возат увезени возила и просечната старост велат се движи од 10 до 11 години. Се разбира колку е постаро возилото, толку и повеќе ќе треба поправки, но велат стручњаците сето во случајов се движи во законските рамки, меѓутоа како да се стане на крај што се вели на можноста за загадување или сето тоа на некој начин индиректно поврзано и со џебот, законските рамки и сето тоа вклопено во сегашната состојба. Еве, предлагам многу да не должиме стручните лица кои ги прашавме, прошетавме, па и анкетата што ја направивме, што велат, како се движат овие параметри. Само еден податок од Царинската управа велат дека се зголемува увозот на возила, последно 10% и преку 50.000 возила се возат што се увезени. Меѓутоа, на терен, што велат стручните лица и како е оценуваат состојбата од мислењата што ги зедовме од нив, а секако и од анкетата што ја направивме. Да погледнем. Да. Швајцарија, Белгија, Холандија. Поредки случаеви имаме од скандинавските земји, Норвешка, Данска, Финска, Шведска. И со која старост? Тоа, значи старост, одиме сега, ајде еден просек да речеме околу 10 до 11 години, тука некаде 2014, 13, 15, има некој 10, 11. Меѓутоа, тука е некаде просекот околу 10 до 11 години во последниве, да речем, 2 до 3 месеци. Во нашата општина, над 80-90% од возилата се со старост од 10 години, повеќето од нив се Евро 4 стандард. По која цена ги купуваат? Цената на возилата во просек се движи од 4 до 6.000 евра. Ретки се тие што се со повисока цена. Најчесто дефектите околу тие возила е околу ЕГР, ДПФ и електроника на возилата. Бидејќи се извозени возила со едно барем 300.000 километри, нормално е да ги има тие дефекти.
Колку често? Па често, доста често. Значи, чим не чули ДПФ и ЕГР, тоа е големо загадување. Или до големо загадување, фрлање на штетни емисии на издувни гасови и загадување на колината. Јас возам приватно Форд, да речем Фокус. Увезено, да. Главно се возат постари возила на нашите улици, што мислите? Па има и постари и понови, кој како има можност, така ќе си набави, така ќе си купи. Се стремиме кон Евро 5 стандард. Дали тоа ќе намали кај граѓаните, мојата куповна е различна, што се случува? Мојата е секогаш различна, значи не можеме да бидеме сите исти, зависи джебо колку ни дозволува да си купиме некој од 3000, некој од 5, некој од 10, некој од 20, па и 50, кој како има можност, така се купува. Секогаш се оди на подобро, мада како што реков пак, шум е Евро 5, поскапо ќе биде, а народо се знае колку е кањас моќен да купи такво возило. Стандардите се поврзани со загадувањето, нормално, ќе се намали. Тоа ќе се намали загадувањето, ама кањас не е само од возилата загадувањето, него има многу и други проблеми што треба да се острана, ама како ќе се реши тоа, не знаеме ни ние самите. Возите увезено возило? Возиме, да. Колкава старост е возилото? Па 10 години. По Евро стандард четврка? Евро 5 каде Евро 5. Поздрави, дојде поново. Помало загадување, не знам. Ете, таква е ситуацијата по нашите улици и со возилата. Факт е дека секој се обидува да купи возило според джебот, меѓутоа пак ќе речеме, како што велат стручните лица, е во моменталните можности и законски рамки, иако се стремиме нормално да го намалиме загадувањето, но тоа секако ја отвара широко темата за возилата и за оние поновите кои би го намалиле загадувањето. Студио. Благодариме колешката Елизабета Митреска, имавме од Прилеп во надоврзување на тема аерозагадување. Видовме каква е ситуацијата во врска со возилата кои што се возат во градот. Ајде да видиме каква е состојбата и во Струмица. Колегата Ване Трајков го очекуваме на второто линковско вклучување со истото прашање и истата тема. Ване, го започнавме денот со висока концентрација на PM10 и 2,5 честички во воздухот во Струмица. Каква е во моментов состојбата? Колку од вкупното аерозагадување може да се припише на сообраќајот и какви мерки ни се неопходни во моментов? Токму така, Кристина, според последното истражување што го направи лабораторијата Амбикон од Штипскиот универзитет, сообраќајот е вториот извор најголем на аерозагаденоста во Струмица после согорувањето на биомасата или пак затоплувањето на домовите и индустриските капацитети со огревно дрво. Тоа се резултатите кои што покажа ова истражување, пред се поради старосната граница или високата старосна граница на патничките моторни возила кои што се користат овде во Струмица. И од тука и апелот на локалните власти на општината да се користи и јавниот градски превоз електричен, кој што не загадува, а да не се користат патничките моторни возила на дестинациите токму во градот Струмица. Но кои се оние мерки што треба да се превземат? Дали треба да се поригорозни контроли од страна на инспекцијските органи? Разговаравме со Митко Шопов од еколошкото друштво Планетум токму на темата аерозагаденост во Струмица. Еве ги неговите размислувања на оваа тема. Знаеме дека истражувањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип покажа дека тие се втори најголеми загадувачи. Значи сообраќајот е втор најголем загадувач, а со обзир на тоа дека кај нас знаеме колите какви се постари, немаат еколошки стандарди, Еко 6, Еко 5, се постари автомобили и затоа мислам дека тоа е најголемата причина што придонесува сообраќајот да биде втор најголем загадувач во општина Струмица, се надевам и во целата Република Македонија. Ние поддржуваме оваа иницијатива и мислиме дека возила постари од 10 години не треба да се увезуваат, но
треба да реши владата со нови законски измени, да донесе нови закони и да ја промовираме оваа идеја, значи постари коли од 10 години не се увезуваат или да купуваме нови автомобили. Но тука јас би рекол дека треба да помогнат и банките да со субвенционирали или камати кредити да дават, за да може луѓе да си купат нови автомобили и колку што биде со поголем екостандард, моја препорака е каматите да бидат помали. Свесноста е сигурно на ниско ниво и мислам дека треба доста да се работи да ја подигнеме свеста за огревното дрво и другите биомаси што ја користиме како огрев за затоплување на домакинствата. Ќе ни треба многу време, тоа е комплексен проблем и ќе треба повеќе години за решавање, но треба да применуваме краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки. Ни треба стратегија, но сигурно треба да се движиме во правец повеќе да ги промовираме еколошките горива за затоплување, а се повеќе да ги избегнуваме овие биомаси и јаглен, мазут, нафта и овие горива што загадуваат воздухот. Знаете дека огревното дрво е најевтин енергенс и затоа се уште доста масовно се користи од нашето население, можеби и 60 до 70%. Иако Струмица е гасифицирана, имаме газ, но тоа е доста скап за нашето население. Треба и инспекцијски контроли да бидат координирани, не само еколошката инспекција, тука и комуналната инспекција, тука и шумската инспекција, полицијата со старите автомобили и градежната инспекција. Значи, треба сите заедно да бидат координирани, ако сакаме да има некој ефект и да постигнем некои задоволителни норми на загадување. Иако, реков, треба доста време ние да намалиме PM10 и PM2 по частичките во воздух. Со оглед дека работите на ова поле, знаат ли струмичани за штетноста на PM10 частичките или пак само слушаат на медиуми без многу да се фокусираат на нив? Мислам дека веќе граѓаните се запознаени, знаат доста за штетноста, но кога треба да применуваме некои мерки, сите нели ги избегнуваме тие. Користењето на автомобили, да кажеме, сите ги користиме и секој вози посебно, а може да користиме 3 до 4 лица да користат еден автомобил, кога е доста загадно да користиме јавен превоз или да користиме велосипеди, да одиме пешки, ние тоа не го правиме, сите користиме посебни возила и придонесуваме кон загадувањето на воздухот во Струмица. Верувате ли дека јавниот градски превоз ќе придонесе во намалување на аерозагаденоста? Па мислам дека ќе има мал ефект, ќе придонесе сигурно, но ни е потребно поголем број на возила кои што ќе придонесат почеста фреквенција за да може луѓето повеќе да го користат. Но сега се надеваме со тек на време и ќе дојде до зголемување на бројот на транспортни возила или јавен превоз, така да може струмичани повеќе да го користат јавниот превоз. Изградба на нова јавна зелена површина или парка во Струмичката касарна, тоа беше одлуката која што ја донесоа струмичани за грантот кој што го доби општина Струмица или беа вклучени во проектот на UNDP шведската амбасада преку форум на заедници, зашто ќе бидат потрошени околу 20 милиони денари. Со изградбата на нова јавна зелена површина некаде на околу 14.000 метри квадратни се очекува да дојде до намалување на аерозагаденост, проблем кој што Струмица и струмичани ги тиштат веќе неколку години, претежно преку зимскиот период кога се затоплуваат домовите како и капацитетите. Тоа би било во ова второ линковско вклучување. Кристина? Ване, многу бројни информации добивме во ова линковско вклучување, се во прилог на она за што дискутираме веќе 40 минути, како да најдеме спас од аерозагадувањето, глобален проблем, но го чувствуваме и ние причина повеќе да дискутираме гласно. Колешката Александра Максимовска ни е следна со линковското вклучување од Битола. Фондацијата Отворено општество Македонија преку проектот Сончеви училишта постави фотоволтаични панели на крововите на 6 основни училишта. Целта на овој проект е создавање климатско неутрални училишта како и едукација за вклученост на учениците и на вработените за зголемување на значењето на производството на користењето на енергијата од обновливи извори, нешто што исто
исто така придонесува и во борбата со аерозагадувањето во градовите. Енергијата што ќе биде произведена ќе ја користат училиштата и општината. Александра, ги очекуваме деталите. Токму така, Ване. Основните училишта Стив Наумов, Елпида Караманди, Кирил и Методи, Коле Канински, Александар Турунџев и Крсте Петков Мисирков се 6 училишта кои што преку проектот Сончеви училишта во рамките на фондацијата Отворено општество Западен Балкан има можност и веќе инсталира фотоволтаични централи на крововите од своите училишта. Овој проект е со двоен ефект. Велат дека со ова ќе се намали влијанието од производство на електрична енергија од фосилни гориве и истата ќе се замени со производство на чиста енергија од обновливи извори. Исто така ќе има и заштеда кај сметките за електрична енергија. Електричната од овој проект бенефит ќе имаат самите училишта на кои што се поставени овие фотоволтаици, но исто така и општината. Битола е еден од градовите кои што има големо аерозагадување во текот на целата година. Ако утрово во првото вклучување кажавме дека воздухот на видум е чист, сега на оваа локација подолу каде што се наоѓаме во градот можеме да кажеме дека видливо е загадувањето. Ова е еден од проектите кои општината работи на намалување на оваа појава на аерозагадувањето, но исто така и зачувување на животната средина, како и подобрување на условите во училиштата. Овде предлагам да ги слушнеме изјавите на градоначалникот Коњановски и на Адријана Ливчиска, програмски менаџер на фондацијата Отворено општество Западен Балкан. Поставени се фотоволтаици на овие училишта. Бенефитите треба многу скоро фактички да се вклучат во мрежата, се чека Евана, да ги видиме бенефитите од овој многу значен проект. Електричната енергија што ќе произведуваат овие централи ќе биде бенефит и за училиштата, меѓутоа преку тоа и за општината. Што е целта? Вкупно потрошувачката на струја и резултатите ќе бидат крајно видливи преку сметките за електрична енергија и тоа веќе во наредната година завршно ќе можеме да го видиме. Она што училиштата во соодветната година ќе го заштитат, повторно ќе може да го искористат за реализација на проекти за нивните соодветни потреби. Би истакнал уште една важна компонента која доаѓа заедно со овој проект. Во секој училиште се поставени ТВ монитори, така да ќе се постигне предвиден и мониторинг на кој што сите учениците, наставниците, вработените во училиштето директно, но и родителите ќе можат да го видат ефектот, да го следат производството на енергија во моментот. Јас би сакала да кажам нешто повеќе околу тоа зошто баш Битола. Битола заради тоа што на некој начин е маргинализирана во поглед на тоа што е регион во кој што електричната енергија се произведува од јаглен, воздухот е загаден и токму заради тоа ние се обидуваме со поставување на овие фотоволтаици да произведуваме чиста енергија, односно училиштата да станат климатски неутрални училишта и да може да користат чиста енергија за своите потреби. Во овие 6 училишта во општина Битола имаме поставено фотоволтаици кои што ќе со вкупен капацитет од 147,5 киловати моќност и тие треба да произведуваат околу 168.000 киловат часови годишно. Што значи тоа преведено во емисии на јаглероден диоксид? Тоа значи дека ние ќе штедиме околу 79 тони јаглероден диоксид годишно, токму во општина Битола, со што ќе придонесеме за почист воздух за граѓаните во општина Битола, пред се за учениците, меѓутоа и за останатите кои што живеат во регионите покрај овие училишта. Предвидено е дека во сите 6 училишта заштедата ќе биде околу 15.000 евра годишно. Конкретно во ова училиште во кое што сме денес, тоа училиште би требало да штеди околу 4.000 евра годишно на сметките за електрична енергија. Капацитетот овде е 40 киловати, тоа е училиште со најголем капацитет. Проценката за тоа колкав ќе биде капацитетот во училиштата е направена врз основа на историјата на потрошена електрична енергија во минатите години. Значи, во секое училиште различен е капацитетот и тоа е направен врз основа на проценката. Градоначалникот кажа дека општината се обврза дека ќе ги врати средствата кои што се заштедени од оваа инвестиција за потребите на училиштата. Ние паралелно со
овој, така да кажам, инфраструктурна компонента на проектот, работиме и со заедницата. Веќе во сите овие училишта се организираат работилници за подигање на свеста на учениците за тоа што значи животна средина, како да ја заштитиме и што значи производството на чиста електрична енергија. Ке се работи и со наставниот кадар, ке се работи и со родителите, со училишната заедница, за да тие сами кажат кои се тие приоритетни потреби што ги има училиштето, па потоа ќе поднесат проекти до општината и таа на тој начин ќе може да ги врати средствата кои што се заштедени од оваа инвестиција. Проектот Сончеви училишта се спроведува трета година во 5 земји од Западен Балкан, покрај Македонија, овде влегуваат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Србија. Во Македонија се поставени фотоволтаици на 17 училишта, од кои 6 се овде во Битола. Како што можевме да слушнеме и од изјавите, произведената електрична енергија ќе оди во мрежата на електродистрибуција, која потоа ќе се нивелира со сметките на училиштата. Еквивалентот на сумата од произведена и заштедена електрична енергија ќе биде оставена на располагање на училиштата, односно тие ќе можат да ја користат преку направени изготвени проекти и поднесени до општината и преку тие проекти ќе можат да направат добри работи и корисни во своите училишта. Исто така ќе преку овој проект се врши и едукација и на учениците и на родителите, на вработените, за тоа кои се бенефитите од производство на електрична енергија од обновливи извори, посебно овде во Битола. Тоа е се од ова линковско вклучување. Доколку имате прашања, повелете. Тоа е тоа, прашања немаме, но важно е само да потенцираме дека ете со една убава тема и убава мерка која што се превзема, ќе ја заокружиме оваа наша тема за која што дискутиравме овој час, поврзана со аерозагадувањето.